Штипските пензионери утре ќе учествуваат на одбележувањето на Денот на инвалидите во Проби Штип. Настанот ќе ги обедини здруженијата од повеќе градови со цел заеднички да се истакне поддршката за лицата со инвалидитет. Штипската група ќе настапи со подготвена културно-уметничка програма како дел од заедничката иницијатива за поддршка и видливост на оваа заедница. Деталите ги објаснува председателот на Здруженијето на пензионери Штип Ристе Нетков. По повод Денот на инвалидите 3 декември, ние како здружение сме поканети од Здруженијето на слепи да земеме учество со нашата фолклорна група на настап кој ќе се одржи во Проби Штип утре со почеток во 11 часот во просториите на Здруженијето на пензионери Проби Штип. Со 2 песни, а покрај нас ќе има учество и на други здруженија како од земјата, така и од странство. Нетков рече дека тие како здруженија секогаш им излегуваат во пресрет на лицата со инвалидитет, како во областа на културата, така и во спортот и останатите активности. Потенцираше дека ваквите лица секогаш им се во прв план. Ние секој пат, бидејќи дел од тие се и наши членови, излегуваме во пресрет во повеќе области, како во областа на културата, спортот, заедничко држење и останатите активности. Времето на годините и староста секој пат се јавуваат нови и нови болести, така и луѓето кои се наши членови во догледно време преминуваат во Здруженијата на инвалиди. Не излегуваме пресрет на најповеќе на заеднички активности, со тоа што земаме учество во сите нивни настапи и активности, со тоа што го зголемува и нашиот број за да бидат тие активности што поголеми, а исто така и учествуваме со заеднички проекти до одредени институции, локална самоуправа, други фондови и така натаму со цел да можат да бидат по-напредни во делот на партиципација и активности на финансиите. Дали спаѓа и тука превозот како едно средство за да Во делот превозот ние партиципираме одреден дел доколку имаат они недостиг од материјални или финансиски средства, а во дел тие сами се организираат. Иако вакви лица има околу 70 во Штип, сепак Нетков нагласи дека бројката постојано се менува, бидејќи многу често имаат и лица кои што имаат нешто повеќе од 50 години. Има млади, знаете сега популацијата над 50 години веќе е во друга доба, а на 65 години така наречена трета доба и веќе и сите пензионери доваѓаат со годините и со поголем број на болести. Инаку Меѓународниот ден на лицата со инвалидитет се одбележува секогаш на 3 декември, а истиот има за цел да ја подигне свеста помеѓу граѓаните, за да често им се помага на ваквите лица.